Учениците од 6 до 9 одделение кои што учат во паралелки под 10 ученици во подрачното училиште Толи Зордумис во село Режановце од септември годинава можно е да бидат префрлени во Централното општинско училиште согласно процесот на оптимизација. Ова им било посочено на надлежните на училиштата во руралните средини на неодамнешниот состанок одржан со представници на Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието, надлежните од општината, поради што денеска на барање на родителите се реализираше средба во подрачното училиште со заменик директорот на Толи Зордумис и дел од наставниот кадар. Како што информираше заменикот Синиша Филиповски по состанокот со родителите, тие не се согласуваат учениците од Режановце да патуваат секојдневно и да посетуваат настава во Централното училиште. Сметаат дека може да се изнајдат алтернативни решенија. Процесот на оптимизација ги засега и наставниците, бидејќи дел од нив можеби ќе се соочат со намален број на часови, доколку не бидат покриени со изборните предмети. По барање на родители во подрачно училиште во село Режановце одржавме еден консултативен состанок на кој беа запознаени родителите со оптимизација која треба да стартува од септември месец, поточно од новата учебна година. Значи, родителите се запознаени за нивото паралелки колку треба да имаат во селските училишта по 10, во градски од 20 до 30. Да ви кажам дека има револт. Барањето беше од страна на родителите. Јас како помошник директор имам обврска да ги информирам граѓаните, родителите да знаат што се случува и што не очекува од септември месец, односно новата учебна година. Според процесот на оптимизација, предвидено е во Режановце секој одделение да има по 10 ученика. Доколку не исполнува можност, ќе треба да се префрлат учениците од 6 до 9 одделение во Централно училиште Толи Зордумис, а од 1 до 5 одделение да се комбинираат, да бидат комбинирани паралелки. Во сала за состаноци во комитет се одржа состанок на кој беа информирани директорите за овие мерки што ќе треба да се преземат од септември, односно од новата учебна година. Родителите не се согласуваат, пошто да ви кажам искрено, ние сме на граница, ние имаме 6, 7, 8 дечиња и има алтернативни решења и би требало да го задржиме училиштето, да кажеме сака да ги носат дечињата и од Лопате во Централно. До таму има 6 километра, додека до Режановци има само 2 километра. Значи, сепак, ако се сака, може да се изнајде решение да се удоволи на родителите и на граѓаните од село Режановце. Така, дали овие барања ги доставивте до надлежните институции, Министерството за образование и Бирото за развој на образование? Ние првично одржавме состанок, направивме записник и во деновите што следат ќе бидат доставени до директорот на училиштето, до Министерство за образование и наука и ќе бидат информирани. Од 1 до 9 одделение има 50 ученика. Што значи ние имаме 6, 7 и 8. Еве сега у прво одделение се имаат запишано 7 ученика. Ако знаеме дека за Лопате 2, значи 9. Ние ги исполнуваме условите 9 или 10, ја мислам не игра голема улога. Не сме ние, ова е живо село Режановце. И родителите со право бараат дечињата тука да останат и тука да продолжат да учат. Јас сум Маријан Цветковски, представник на родители од село Режановце на школа Толи Зордумис. Па вака имаме проблем со сега сака децата да ни ги пребацат во Централно училиште. Тоа е оддалечено 5,5 километри од тука. Нашите деца се тука фактички во село. Ова школа после преку 35 години јас сум тука израснал, тука школувал. Централната школа нема, како да кажам, нема вложено фактички ништа во ова школа. Значи се и затоа јавно ги повикувам и Министерство за образование и градоначалник и директорот на Толи Зордумис на Централниот да дојде да види. Бидејќи ние како селани на ова место, ние децата нема да ги пуштиме во Централно училиште да промена школа. Главен проблем информација што го добимо, не сме го добили од директора главно, него добиме од професори ОС и е кажано да ги спои деца и да ги носи уторно до месец. Ми тој не се слажемо и никад нема се сложимо. Едино село у Македонија кое е направило школу. Направило школу за да ни наши деца тој учи.
Нека таму прави држава и општина, а одека само Режановци е направило. И наши деца тука учи, ми сме школа направили за наши деца. Ali, ako može i da ima i drugi, dobrodošao. Znači, ispraćamo poruku do direktora, do gradonačelnika OE. Деца наши нема да ги дајамо. Mi smo si sami napravili školu i imali smo potrebu ради наши деца. Доколку деца ни се оцели таму да идем, ми се фактички треба се оцелуваме у град да живееме, а не село да ги запустуваме. Наше село е најблиско до град и не сакамо село да ги запустуваме, jer без село не бива ништо у град. Асфалт нема да се еде, него се еде у село Ниве. А ми сега силом не тера да бидеме граѓани. Не бива. Како е изградено училиштето? Училиштето е изградено од допринос на село, жителите на село. Со пари дале и смо направиле. 94 годину, 1 септември школа е пуштена. Значи сами смо дале пари, до сега не е ништо улажено да су добиле нешто донации од ОЕ. Едино Министерство за образование е дало 3 милиона денара за парно да има, парно да не биде на дрво. Значи, сами сме направили, значи, најважно е, болна тачка е, значи, да уложимо паре, а на крај да не ги земе деца. Па не се слажемо и нема да попуштимо и нема никаде да дајаме деца. Ако треба ќе ги отпишемо, ќе ги запишемо у неко си другу школу, која што нема да има уторженост. Колку жители има селото? Село има 800 жители. Не се согласуваме децата да ни ги преместат во друго училиште. Значи јас сум и таму совет на родители. Значи не дозволуваме, значи сите родители тука од село Режановци не дозволуваме децата да ни ги преместат. Можно е ако сакат од другите училишта, тие што се помалку деца, да ни ги префрлат тука. Значи ќе се тражи некој решение и ќе тражиме превоз од општината да ги пушти на децата за да ни ги донесат тука. А нашите деца од 1 до 9 не дозволуваме. Ако треба од 1 септември, значи нема да ги пуштаме децата, ќе штрајкуваме. За процесот на оптимизација говореше и раководителот на секторот за образование во општина Куманово Александар Јовановиќ на неодамнешната пресконференција одржана по повод крајот на учебната година. Јовановиќ кажа дека процесот на оптимизација во Македонија е започнат во 2023 година од Министерството за образование и наука во соработка со Светската банка и УНИЦЕФ, а на состанокот во Куманово биле добиени насоки за креирање на паралелки во новата учебна година. Процесот на оптимизација на училишна мрежа на основните училишта на територија на општина Куманово е процес кој Министерството за образование во соработка со УНИЦЕФ и Светска банка го започна уште 2023 година. Бевме повикани на обука во тогашниот клуб на пратеници, представници од општината, дополнително се обучени и директорите и стручните служби. Потоа имаше оваа година и состанок во Зелс, каде што беа изнесени активности кои ќе бидат преземени и на иницијатива на сектор за образование. Пред неколку недели се одржа состанок на директори на општински основни училишта во Куманово со представници од Министерство за образование, УНИЦЕФ, представници од Советот на општина Куманово, советници и Комисијата за образование при Советот на општина Куманово, представници на општински просветен инспектор и СОНГ, на кои директорите има можност да добијат насоки и инструкции за креирање на паралелките. Процесот на оптимизирање на училишна мрежа опфаќа процес кој значи избалансирање или балансирање на бројот на учениците во паралелката. Оваа година, согласно писмениот допис од страна на Министерството за образование и наука, ќе бидат опфатени прво и 6-то оделение по добиени насоки од страна на Министерство за образование и наука. Процесот за оптимизација ние веќе го почувствувавме и веќе имаме оптимизирани паралелки во дел од основните училишта, таму кај што има намален број на ученици, во неколку основни училишта и во руралните средини. Како што реков, ги пратиме трендовите, тоа што го налага Министерството за воведување на едносменска настава и проложен престојно, но и во еден случај не е спомнато дека ќе има затворење на училиштата оваа учебна година, иако бројот на учениците значително е намален и во руралните средини, меѓутоа имаме веќе и централни училишта каде што немаме веќе максимален број на ученици до 30, како што
што беше случајот во изминатите години. Меѓутоа, четврта година поред процесот на оптимизација се спроведе во средните училишта без поголеми најави, каде што прво ни го скратуваат оние упис, затоа што Министерството дава насоки, го објавува огласот колку може да бидат запишани ученици во гимназиското училиште. Гимназиските училишта се намали број на учениците, на однос на тоа се намали и третиот степен во средните стручни училишта, апропо на тоа па се зголеми бројот на уписот на учениците во средните стручни училишта, поточно со воведување на дуалната настава или дуалните паралелки со зголемен број на часови со стручни часови во фирмите. Тоа изгледа примамливо за учениците и се зголеми број тука се намали во гимназијата и ги решававме наставниците на кои им фалеа часови со упразнети места по оставна, пензионирање или друг начин на пополнување на работните места на часовите што им недостасуваат, со слободни часови, со изборни предмети и така натаму. Детални насоки за изготвување на оптимизацијски план добија директорите и во тек е поднесување на барања за формирање на паралелки под 20 ученици, бидејќи согласно Законот за основно образование, основачот, во овој случај Советот на општина Куманово, може да формира паралелки под 20 ученици по претходно позитивно мислење од Министерството за образование и наука. Така и за средните по завршување на уписот, а за основните веќе е во тек собирање на податоци од училиштата ќе бидат поднесени до ресорното министерство, кое има конечната одлука колку паралелки ќе бидат дозволени за формирање, пошто би знаеле каква ќе биде состојбата и со оној наставен кадар, бидејќи има по оној природен пат, што значи пензионирање, би се пополнувале местата по принцип како во средните училишта, како што реков, веќе е четврта година во тек. Министерството за внатрешни работи информира дека вчера попладне во СВР Скопје е пријавено дека на крстосницата од улицата Крушевска република со улицата Мирче Ацев од Скопје патничко возило Мазда со скопски регистарски ознаки управувано од 56 годишен скопјанец удрило во 50 годишна Кумановка. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила Кумановката, констатирани во комплексот клиники Мајка Тереза. Извршен е увид од увидна екипа на СВР Скопје, информира Министерството за внатрешни работи. 4 меѓународни културни и спортски настани викендов во Куманово привлекоа илјадници посетители, учесници и гости од земјава и регионот. Во организација на мотоклубот Мечки се одржа 3-дневен моторок фестивал на спортскиот аеродром Аџитепе. На сцена настапија повеќе рок групи од земјава и странство пред многобројните љубители на рок музиката и мотоциклизмот. Овогодинешниот мотособир под мотото Срце без граници ја продолжи хуманата мисија со донација на средства наменети за помош и поддршка на млада Кумановка. Пред публиката се обрати и градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски. Одржувањето на овие настани уште еднаш ја потврди улогата на Куманово како значаен регионален центар за културни и спортски манифестации, кои придонесуваат за промоција на градот, развој на спортот и културата и зајакнување на меѓународната соработка, истакна Димитриевски. Сите настани се во рамки на годишната програма за култура и спорт на општина Куманово, финансиски поддржани од општината, Општинскиот сојуз на спортови, Министерството за култура и туризам и Министерството за спорт. Во Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев викендов се одржа годишен концерт на балетското студио Ултра со поддршка на општина Куманово. На сцената во првиот дел на концертот се представија сите членови на балетското студио со повеќе кореографии, кои низ игра и музичка позадина на маестрален начин ја изразија убавината на танцот. Во вториот дел настапија балерини во сениорска возраст, изведувајќи го танцовиот перформанс Примитивна наука на музика од Кирил Џајковски. Сите кореографии се дело на Александра Нацевска. Престижната награда Танчар на годината и беше доделена на Мила Јакимовска. Признание за постигнати успеси, несебично залагање и вложување во танцот, објави општина Куманово.
Следуваат неколку информации од секторот за внатрешни работи Куманово. 46 годишна Кумановка викендов пријавила во полицијата дека на улицата Јоско Илиевски нејзиниот малолетен син и негов другар биле физички нападнати од повеќе лица. Полицијата презема мерки за расчистување на случајот. Вчера вечер на улицата 100 во населба Карпош, полициски службеници од СВР Куманово лишиле од слобода 44 годишен жител на селото Тромеѓа. При сообраќајна контрола, полициски службеници сопреле патничко моторно возило Volkswagen Golf, кое го управувал и по извршени проверки било констатирано дека го управува без да поседува возачка дозвола и дека е под дејство на алкохол, односно му биле измерени 1,93 промили алкохол во крвта. По целосно документирање на настанот, против него ќе биде поднесена пријава за безобзирно управување со моторно возило, соопшти полицијата. Вчера попладне на булеварот Трета македонска ударна бригада, полициски службеници од СВР Куманово лишиле од слобода 18 годишно лице. При сообраќајна контрола, полициските службеници сопреле Априлија и по извршени проверки било констатирано дека ја управува без да поседува возачка дозвола. На градскиот плоштад викендов се одржа двудневниот традиционален меѓународен боксерски турнир Мирослав Петровиќ во организација на Боксерскиот клуб Куманово и Општинскиот сојуз на спортови Куманово. На 6-тото издание на турнирот во бокс се надпреваруваа спортисти од 13 држави во јуниорска, младинска и сениорска категорија. Градоначалникот на општина Куманово со пригодни зборови се обрати пред публиката на финалниот дел од турнирот, кога беа доделени признанија, медали и трофеи за најуспешните учесници. Овогодинешната спортска манифестација беше под покровителство на градоначалникот и Советот на општина Куманово, Министерството за спорт и Боксерската федерација на Македонија. Манифестацијата беше збогатена со фолклорен настап. Куманово викендов за прв пат беше домаќин на меѓународен турнир во карате, во организација на карате клубот Башкими 2002, предводен од тренерот Мурсел Мисини, поддржан од општина Куманово, Карате Федерацијата на Македонија и општествено одговорни компании, кои се залагаат за афирмација и развој на спортот во градот. На надпреварот во спортската сала пред љубителите на спортот настапија учесници во повеќе категории од повеќе држави, каратисти кои постигнале врвни резултати на европско и светско ниво. Пред публиката се обрати градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски, кој уште еднаш ја истакна спортската традиција на градот, потенцирајќи дека турнирот е вистински показател за капацитетот и условите за продолжување на успесите на кумановските талентирани спортисти и спортски работници. На најуспешните каратисти им беа доделени медали, трофеи и пофалници, а на покровителите им беа врачени плакети во знак на благодарност и несебичната поддршка.